Идните амбасадори во Украина, Данска и Албанија ги презентираа приоритетите пред Собраниската комисија за надворешна политика. Следење на активностите за крај на војната ќе биде во фокусот на идниот амбасадор во Украина Димитар Блажевски, за кој пратениците беа согласни дека функцијата ја превзема во исклучително ризичен период. Во периодот до завршувањето на војните действија, моите, како и активностите на амбасадата, ќе бидат фокусирани на следење и соодветно известување за контактите кои ги превзема украинската страна, незините сојузници и сите меѓународни чинители во постапката во преговорите за постигнување мир, односно завршување на војната. Реафирмирање на позициите и поддршката на нашата земја во поглед на актуалната руска агресија на Украина. Интензивирање на активностите за европска интеграција, зајакнување на политичките, но и на економските односи беа помеѓу приоритетите на Фадил Зендели, кој заминува во Данска, и на Веле Трпевски како иден амбасадор во Албанија. Развој на партнерство во областта на IT иновации. Данска има развиен технолошки сектор и може да понуди експертиза и инвестиции во стартап компании во Македонија. Со оглед на зголемената фокусираност на одржливиот развој, двете земји може да соработуваат на проекти за обновливи извори на енергија. Имаме апсолутно во однос на движење со лични карти, сега работиме на интегрирани премини и така натаму. Значи, наистина немаме отворени прашања со Албанија, напротив имаме простор за градење на конкретна договорна билатерална соработка. Кога се однесува на трговската размена, морам да кажам дека не е на задоволително ниво како за соседни земји. По представувањето на платформите пред Собраниската комисија, председателката Силјановска во следниот период ќе треба и официјално да ги испрати тројцата кандидати во дипломатска мисија. Презентација на програмите пред пратениците чекаат уште десетина амбасадори кои ги предложи владата, помеѓу кои екс-министерот за европски прашања Орхан Муртезани како нов македонски амбасадор во седиштето на НАТО и Илина Мангова во Лондон. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.